Да се најде слободно паркинг место во денешно време представува луксус. Заради тоа, и секој оставен празен простор е потполнет со нечиј автомобил, чиј собственик украл празно место и го паркирал своето возило. Каде е овде слободното место за пешаците? Каде да се движат тие, родителите со мали деца? Проблемот да се реши со пајак возило. Доколку возилото не ви е паркирано на соодветно обележено паркинг место, истото да се крене со пајак служба. Но колку општините се обезбедени со вакви возила и колкава е исправноста на истите? Општина Штип, например, има на располагање пајак возило, но истото не е во функција. Општина Штип, поточно јавното предпријатие Стипион доби на поклон од град Скопје донација пајак возило. Меѓутоа, хидрауликата на тоа пајак возило е во неисправна состојба. Очекуваме во наредниот период, во наредниот месец повторно да биде сервисирано тоа возило и се надеваме дека од пролет ќе профункционира пајак возилото во град Штип. До напролет, како што ни кажа Протогеров, има еве уште неколку месеци. Но оваа служба овде последен пат својата должност ја извршувала во месец мај. Значи речиси цела година. Граѓаните едва и поминуваат покрај возилата кои не нашле слободно место, па паркирале на тротоар. Исто така не може да се подигнат сите возила, секако во зависност од нивната тежина. Во зависност од тоа на која далечина го зима возило, така е и димензионирана и тежината која може да го подига ова пајак возило. Сите лесни возила тоа пајак возило може да ги подига. Кога пајак возилото беше во функција во општина Штип, тој краток временски период од неговото пристигнување до неговата нефункционалност. Возилата кои беа кренати од пајак возилото се носеа во близина на стариот диспанзер во општина Штип. Денеска, поставената сигнализација со знаци дека поминува пајак служба и ги собира автомобилите во општина Штип се уште се поставени. Но проблемот се решава единствено со поставување на блокатор, доколку не е наплатена паркинг услугата, ви истекла картицата за паркинг или едноставно возилото ви е паркирано на погрешно место.